Мајката Невена Спасеска го обструира предавањето на нејзиниот 4-годишен син на таткото, откако тој со правосилна извршна пресуда на Охридскиот суд го доби старателството. Ова во разговор за Телма го изјави Мери Младеновска, адвокатката на таткото Спасе Спасески, кој според неа не си го видел детето и тоа е во изолација од февруари, не оди во градинка и нема контакт ниту со други деца, само со мајката и нејзините блиски лица. Детето воопшто нема никаков контакт со таткото, мајката го спречува гледањето на детето со таткото, дури и во Центарот за социјални работи во Скопје не знаат каде е детето, заради тоа што мајката се исклучува на телефони, не е достапна, не одговара на мејлови, не отвара врата, кога Центарот за социјални работи треба да направи увид за обсервација заедно во соработка со Центарот за социјални работи во Охрид, и на тој начин ја попредчува правдата. Аниса Цветановска, адвокатка на мајката за Телма, вчера изјави дека тенденцијата на Центарот во Скопје е да ја биде одземено детето на мајката и таа да остане без решение кога и како ќе го гледа. Центарот за социјални работи во Скопје според Младеновска поднел кривична пријава за мајката бидејќи го попречила правото на таткото и може да ја го одземе детето. Процедурата, како што објаснува Младеновска, е најпрвен предавање на детето, па потоа Центарот во Охрид, од каде е таткото, ќе изготви решение за видување на мајката со детето. Јас се надевам дека судот ќе ја спроведе таа постапка, по потреба ќе побара асистенција од полицијата и верувам дека доколку постои потреба за асистенција, дека Министерството за внатрешни работи ќе ги преземе сите законски мерки за спроведување на ова извршување. Она што беше интенција на таткот во текот на целото време трајање на постапката во суд, и тоа е од 11 месец 2022 година, заклучно до денес, е да го заштити детето, да го заштити неговиот личен интегритет, да го заштити и семејството, и поради многу причини, поради кои што можеше да се обрати и во јавноста, тој се воздржа, напротив, ги користевме сите правни инструменти што ни беа дозволени, за да може да дојдеме до оваа пресуда која што имаме сега. Во образложението на пресудите до кои дојде Телма, нема објаснување зошто мајката е неподобна да добие старателство, туку само се објаснуваат квалитетите на таткото. Младеновска не се согласува дека судската пракса е детето да се доделува на мајката, бидејќи имало случаи кога таткото е тој што добива старателство. Телма претходно објави дека охридскиот бизнисмен го добил старателството врз својот 4-годишен син, иако претходно судот му изрекол мерки, бидејќи вршел психичко семено насилство врз својата жена. Тој лажно пријавил дека неговото дете било физички и психичко малтретирано од неговата мајка и баба. Мајката сега се жали на Врховниот суд.